Добре дојде во Мајкша сцена за Благој Веселинов. Благој, добре ни дојде. Добро ве најдов. Како си, Благој? Поканата одлично во ваше. Се спремаш за Војдан Чернодрински? Па да, се спремаме за Војдан Чернодрински на 8. Ја поканувам публика, не знам кога ќе оди емисијата, ако е пред Чернодрински, сите во Прилеп да дојдат да ја гледаат. Да, може да оди, да. Јуни ќе биде во 20 часа. На 8 јуни Иванов од Македонски народен театар. Така да. Да се вратиме пред, не знам, 20 на години, кога заврши, кога се одлучи... 9-та година, а многу порано се одлучив. Мислам, тоа време веќе кога почна да ми се раѓа љубовта кон театарот, некој 7 оделение, некој, не знам, сум во основна школа, така. Многу од така рана возраст. Предходно одеше во тие рецитаторски секции, драмски секции што беа во склопот на училиштата? Во склопот на Кочани, во склопот на Асно, домот, таму имаше повеќе активности, меѓу кои јас ја одбрав. Драмска секција. Да. Значи доаѓаш од Кочани. Јас сум многу тесно поврзан со Кочани затоа што мојата на син ми жена му, не знам што знаа, е од Кочани и така што вие сте ми прва љубов сега, кочанчани. Да. Сите сме од Кочани. Сите сме од Кочани. Да. Кочани е град каде што, да речем, горе-долу се познавате сите и сега кога одиш во Кочани, какво е чувството кога твоите сограѓани ќе те видат, што ти кажуваат, колку те пратат, колку те знаат? Постои таква еден виц, да речеме, секојаш кој ќе ме видат ми викаат: бе, кај си бе, само на телевизијата гледаме. И тоа е смешно, така. И јас после кога ќе начекам некој од нив по било кој повод да се појави на телевизија, му звона, викам: само на телевизијата гледаме. Така да, тоа е така една смешка, мислам. Но генерално сум супер прифатен од кочанчани, мислам дека тоа што го правам, голем дел од нив го пратат, го следат, доаѓаат многу често овде и во Скопје да ги гледат моите представи, моите другари, мислам, огромна поддршка, мојата фамилија исто така, така да. Супер сум прифатен во Кочани. Одиш често? Секоја прилика ја користам. Во последно време сум повеќе фокусиран на кај Осоговските планини и Пониква. Таму поминувам повеќе време во природа, малку помалку во градот, но секако дека мораш да поминеш преку Кочани за да стигнеш до Пониква. А Пониква, бога ми, многу убава е. Да, многу ја сакам. Стара грамадна планина и секој треба да ја посети. Осогово. Осогово иначе го крстиле така германските рудари кога би го гуглале, тоа би искочило како одговор, значи осо Бог, а гов место. Тоест Божие место, тоест блиску до боговите. И на вистина кога сте на Осоговските планини, кога ќе го погледнете Млечниот пат, имате чувство дека со неколку чекори ќе можете да се качите да одите по него. Толку блиску изгледа тоа до вас. Благој, има традиција во Кочани да се занимаваат луѓето со актерство? Една од најголемите. Значи, ние повеќе од 60 години, веќе 61 година, мислам дека оваа година ќе прави фестивалот кој на почетокот во време на таа една бивша држава се викал ФААТ, Фестивал за алтернативни аматерски театри, а денес се вика ДАФ, Драмскиот аматерски фестивал. И тоа е, мислам, фестивал преку кој прошле многу македонски актери кои што се повозрастни од мене, многу млади актери кои што доправа застануваат на сцената, на штиците кои живот значат. Така што голема традиција по прашање на првата оперета се има одиграно на сцената во Домот на културата Бели Мугри во Кочани, така што имаме со културата тесно сме поврзани, да. Многу режисери и филмски се со по потекло, например, Владимир Блажевски, Милчо Манчевски имаат потекло од Кочани, така што имаме доста. Кога заврши средно, одма се одлучи дека ќе студираш драмски? Уште пред да завршам средно. Да, уште пред да завршам средно, се решив да се запишам на факултет за драмски уметности. Нормално таа љубов ја подрива сите тие кои што беа повозрастни од мене и ме прифатија во тој свет на театарот, во Домот на културата во Кочани, кај што правевме аматерски представи, меѓутоа имаше доста професионалци во сите тие процеси. И еден од тие кои што јас многу го ценам и многу го сакам, за жал не работи повеќе, не ја работи нашата професија повеќе, кој ме прати и ме спремаше за приемен испит во Скопје, е актерот Горан Додевски,
ете го поздравувам ако ја гледа емисијата и му благодарам за се што направи со мене, мислам дека направи премногу. Да. И направи премногу, да знае. Знам. Се запишуваш одма, лесно ти беше студирањето, завршуваш или не? Првиот пат не ме примаат. И тоа со мене мора така да биде во животот. Ја не ни сакам да ме примаат од прв пат. Значи не ме примија со тоа што следната година за да биде поголемо тоа мое бреме. Што правеше таа година? Третот работев како келнер и шанкер паралелно, јас цело време од некаде втора година средна школа веќе работев. Си го заработував викендашки, значи петок, сабота, недела. Па да не лажам, понекогаш и среда и четврток, кога не ми си идеш у школа, не идев. Јас не сум некој што поддржува многу ова модерно образование, не ми е нешто многу по кејф. Така што тоа, ете, значи, тие беа некои. Пробав да се запишам, не ме прима, се вратив во Кочани, продолжив да си ја работам, факултетот прави пауза на секоја трета година, примерно 3 години има актерска игра, една година прави пауза факултетот, ја фатив и таа нормално. И така две Че си поработи убаво. Да, поработи, ама работев паралелно тие аматерски представи. Почнав да работам во Штипскиот театар, да им се заблагодарам на сите колеги кои што ги затоков таму во тоа време, имаше сериозна екипа, една која за жал денес не е во таква форма, има дел од тие актери се останати таму. Штипскиот театар работеше додека не так. Ме земаа да играм во представи каде што ќе им треба улога некоја која што беше малку, нели, овие епизодните улоги и јас уживав, мислам. Имав едно 3 представи, искуство од 3 представи професионални пред да се запишам на академија. И тогаш после 2 години дојдов на факултет за драмски уметности во класата на професор Владимир Милчин, се запишав. Викаш сега нема враќање толку. Не ми беше на пример Скопје као некој таргет, искрено мислам имаше една поинаква група на луѓе кои што ме чекаа мене таму во тој истокот. За жал пак ќе кажам тоа со текот на годините, дека јас бев на студии, многу од тие луѓе престанаа да работат, се разочараа и така натаму, како што и бива со наша работа. И јас останав во Скопје. Мислам, за културата ќе се согласам, мислам дека секој со мене дека Македонија не е баш поволна почва да бидете уметник, а ако не сте во Скопје, сте ептен во лоша ситуација. Така што тоа и останав тука, и сега работам како актер, среќен сум со тоа што го постигнувам да го правам во однос на условите кои што ги диктира и политичкото живење и државата, и сум среќен со тоа што се случува. Може многу повеќе, мислам, може секогаш многу повеќе. Дога за време на студирањето почна да работиш во професионални театри? Почнав да работам многу брзо, имав среќа со еден од моите најубави проекти, за жал се изигра многу малку овде во Скопје, го спремавме во Грац, во Австрија. Преку факултетот не одбраа 6 студенти од Македонија, 6 студенти од Австрија. На наша голема среќа тогаш режисер беше на тој проект Александар Поповски, со кој што тогаш се запознав. Веќе изграден голем режисер во тоа време. И после продолживме, имавме и други соработки со Александар, за жал, дете и он не е повеќе тука, беа тоа големи идеи. Во времето кога јас студирав, се правеше некоја исто екипа и овде во Скопје, која што треба да... Но, мислам дека премногу пати го употребив тоа, за жал, а уште не сме ни почнали да збориме, но за жал, сепак останавме секој на своја страна и сите се бориме како така индивидуално да направиме некаков колектив, да направиме некаков проект кој што ќе допре до публиката, да го примаат така како што ете некои представи на кои што се сеќаваме постигнале такви големи успеси. Бевте во Австрија да ја спремате? Да. Бевме во Австрија 45 дена. Ја работевме представата Метаморфози и Овиди. Направивме стварно, мислам, една представа која што има некаде на факултет за драмски уметности видео таа представа, може некогаш да го погледнем. Јас тоа би го гледал со луѓе колку бевме срекни и колку верувавме. Мислам, тоа е една од основните работи кои што некако ја содржат нашата професија, тоа е да си веруваме едни на други.
Ке сакаш уште? Кека Плуп. Витаминка. Заврши факултет и имаше дилема каде да продолжиш во Маната, во Драмски, во некој друг театар. Да, по играта на нештата, некако и факултетот за драмски уметности е на само 100 метра оддалечен од 100 метри оддалечен од драмскиот театар. И заради таа една, како да речеме, една романтична приказна околу тој драмски театар и околу неговото минато и тоа какви успеси правел во таа една нели претходна држава, па и во почетоците на ова наша самостојна Република Македонија, се случи да ми се роди таква една желба заради габаритот некако на тоа кои актери биле таму. Имав малку и повеќе предзнаење за приказните, што приватни, што професионални на актерите кои што еве ќе го спомнам Ненад Стојановски на пример. И така една заедничка соработка која што ја имал со Унковски и целата таа нели екипа која што успеала да направи сериозен чекор напред во југословенската драма. И така имав една желба да се вработам во драмскиот театар. И многу сакав. Многу сакав да се вработам во драмски театар, таму се гледав, искрено. Да. Но не се вработив, имаше 2 конкурси на кои што пробав да се бев таму, не ме примија. Моите колеги тогаш одлучија дека не сум доволно зрел и доволно добар, не сум бил доволно добар на приемниот испит. Ме оставија за следен пат и следниот пат ми се случи да се вработам во МНТ, каде што сега сум пресреќен и мислам дека таму припаѓам. Значи од оваа дистанца мислам дека би бил многу несреќен во драмски. Не се знае. Ама едноставно и животот и така е, како да кажам, јас сакам повеќе да го оставам тој момент да биде као спонтано, да го решава некаква дополнителна сила. Не мора секогаш да бидеме само ние. Едноставно така сакала судбината, ете јас сум во МНТ, многу среќен, да не ме мислат овие од драмски, супер, колегиве. Секако мислам секојаш сум расположен да работам со сите. И го сакам драмски, таму ми беше представата Огнени јазици, еден од последните текстови, мислам дека му е последен текст на Горан Стефановски. Го играв Болен Дојчин, мојот прекар во Кочани е Дојчин, така да многу врски имам со тој театар, многу го сакам и им посакувам во иднина да им направат нова зграда. Некако тоа секогаш кога ќе влезам во драмски театар, секогаш кога ќе изгледам представа ми се раѓа таа желба дека тие луѓе заслужуваат подобри услови за работа, како и за прилепка и што сега ќе одиме на Чернодрински. Со нетрпение чекам да им се случи една сала стварно да заличат на еден театарски град. Прилеп се уште повеќе да ги жалиш отколку драмски. Да, нема никој да жалиме, ќе си посакаме да не ги жалиме, сепак таму има и во двата театри има прекрасни актери, прекрасни мои колеги со кои што вреди да се соработува и секако дека го оплеменуваат тој простор без разлика на дотрајаноста што е. Иако и за едниот и за другиот театар во план се изградба на соодветни згради кои што ќе бидат театар. Да, знам дека треба да се изградат, но сепак годините си врват, колку побрзо, толку подобро. Ете да ги мотивирам, ако некој гледа, некој се мотивира од нас. Јас на момент имав идеја дека може и тие локални мокници како што се, не знам, Прилепска пивара, Витаминка и така натаму, може треба да направат нешто. Сепак на долгорочно, мислам, некако да се влезе, некако да се помогне, да се направи стварно, заслужува. Заслужува и Прилеп, заслужува и драмскиот театар, заслужува секоја една институција во Македонија која што се бави со култура, стварно треба да ги мотивираме, да ги поддржуваме, да. Така како со Велешки театар, например, тие исто има многу лоши услови, а сега се во супер. Изгледа секој еден театар кој што сме го наследиле и кој што сега треба да се реновира. Да апелираме. Но широката народна маса не ги запамтува или не ги запознава луѓето, актерите преку театарските представи. Тоа можеби на локално ниво се популарни, но
на национално ниво, секако дека филмот или телевизијата или сериите се оние кои што ги прават актерите популарни. Дури до таа мера популарни, како што се, не знам, Игор Ангелов од Петко, од тие детски емисии за деца стануваат ултра популарни, без разлика што тој е отепан од глумење, да речем, во драмскиот театар, сепак популарно се доживуваат преку други да речем пропратни дејности кои што се работат. Дефиниција дека популизмот не и штети на демократијата, популизмот е демократијата, така што секогаш кога ќе телевизијата е за среќа, веројатно се уште силен медиум. И мислам секако дека преку филм, преку телевизија, сега и преку социјалните мрежи, нели има многу полесно преку форма стендап комеди ќе стигнеш до некаква да донесеш на себе некаква емоција и некаква симпатија, отколку да дојдеш да огледаш некое класично дело и да, нели, едноставно да си поставуваш прашања. Не можам да го разберам, например, од каде доаѓа тоа дека многу често го слушам, дека луѓето се многу под стрес и дека им треба да се разонодат. Да се релаксираат малку. Релаксираат. И тоа некако не исклучува нас со класична, нели, ако сакаш да се разонодиш, Да одиш во театар комедија. одиш во театар комедија. А ако сакаш да си поставиш прашања, јас мислам дека тоа е и задачата на театарот. И мислам дека единствениот остана како медиум кој што се уште се бави со тоа, да поставува прашања, да дава одговори. И секако дека сме научени, тој начин на забава, тој забавниот начин да ни биде поблизок, да ни биде да не растеретува наместо да не оптеретува и така натаму. Со тоа што мислам дека да, за жал. Дога вие глумците се уште сте супер, а замисли како име на опера и како име на балет. Што никој не ги познава. Знам, да, мислам се бориме сите на свој начин. Јас ќе кажам дека за среќа сепак мислам дека постои публика која што сака театар, почитува театар, салите се полни, доаѓа. Мислам треба тоа да го подигнеме на едно да се врати во уште поголем број таа публика во театрите и во сите институции кои што се бават со култура. Но на каде ќе одиме не можам сега да прогнозирам искрено. Не знам на каде ќе оди, но сум среќен со ова што сега за сега се случува. Во моментов и неколку години уназад, пратејќи се што се случува во културата во Македонија, можам да потврдам дека театар комедија е оној театар кој што е најпосетен и каде што актерите баш си го заслужуваат својот леп, затоа што работат во текот на еден месец, не знам, 20 представи. За разлика од МНТ и Драмски, кои што своевремено беа театри, каде што се бараја карти повеќе, каде што актерите беа, не знам, по 20 представи играа во месецот, сега овие години се полоша и полоша е ситуацијата. Не велам дека не ви се продајани представите, но далеку од тоа дека сте искористени максимално онолку колку што треба да ви искористат бар во позиција кога сте за искористување, кога сте млади, кога имате енергија, кога имате можност да дадете максимум на сцената. И ќе се вратам зошто го почнавме овој мојбет, затоа што популарноста не велам дека не се стекнува со театар, но многу полесно е да се стекне популарноста со филм или со серија. Таков е случајот и со тебе. Со филмот и Исцелителот ти планетарно стана познат. Во Македонија мислам дека сите те знаат. Да, мене и кога ми се јават сега на телефон многу често така, нели, Исцелител. Тоа име на луѓето како асоциација прво. Изгубив името. И од 2 чекам па да ми се случи некој нов филм да го нели. Исцелителот второ. Имаше проекти сега. Исцелител навистина беше еден филм кој што стварно се вложија многу напори. Јас сум задоволен од тоа што се случи со филмот, публиката е задоволна со тоа што се случи со тој филм. Значи светот е среќен со тој филм. Добиваме критики пред неполна недела. Еве сега ми дојде еден човек кој што бил на патување во Шпанија и вика
се возиме со автобусиве, оние што им се локални, и таму имаш монитори, да можеш да бираш филмови. И вика, го гледам исцелител. Викам, да, знам, сум го чул мојот, ама не знам дека се уште оставен да биде дел од таа нели видеотека што ја имаат, која и да е таа фирма која што го врши тој превоз. Да, се случи тоа што се случи со исцелител и на вистина морам да признам дека тоа со театар, борба е во театар, едноставно тие времиња на чекање 5000 луѓе пред драмски театар за да влезат внатре, да гледаат представа, луѓе кои што седеле и гледале лайв представа која што се игра на овакво на проекција, додека представата се игра внатре, мислам тие како времиња се веројатно завршени, но борба е, ние се бориме, ние мораме да останеме доследни на тоа што е етички, морално дел од нашата професија, за да можеме да го оставиме ова на тие што ќе дојдат после нас, и ќе биде борба и понатаму и ќе се бориме. Значи сепак во овој театар кој што јас го работам, кршењето на тој четврти ѕид не се случува толку често и не се случува на таков забавен начин, за да можеме ние во Македонскиот народен театар на тој начин да комуницираме со публиката и на тој начин да привлечеме колку што можеме повеќе. Тоа го мислам. Благој, да те вратам на убавите работи што ви се случуваат поврзани со културата, со театарот, со уметноста. Многу често патувате. Еве ќе го земам Берлин, каде што неколку од вас актерите од Македонија ја имате добиено престижната награда, Shooting Star се вика таа, како за звезди што доаѓаат во филмското небо. Од Македонија си ти добитник на таа награда, Наташа Петровиќ и Сара Климовска, ако не се лажам? Да, Наташа Петровиќ, Сара Климовска и Лабина Митевска е првата која што има добиена таа награда, но тогаш како представник на Англија. Така не знам како е. Не ми е баш јасна таа, ама така нешто мислам дека беше. Ја помешале нешто. Ние стално го имаме тој проблем, каде и да одиме, кој сме, што сме, треба да се објасниме сега. Фиром, значи сите тие северни, значи ние сме. Ти беше со Фиром. Значи јас таму имав, толку беше тоа, трчаше директорот на фестивалот, последна година му беше како е директор на Берлин Филм Фестивал и трчаш, дојде да ме види. Јас бев единствениот кој што дојде директорот да го посети со едно прашање. Вика, дали да те кажам дека си северна? Уште немаше ништо за тоа. Или да те кажеме дека си Фиром. И јас го гледам, не знам што да кажам, не е на мене ред да кажам, нели? Викам, луѓе, ќе правите така како што е до сега, нели? Малку со една, као, добро, ајде, секако ќе бидете северна за една недела, ама ајде, знаеш. То немаше, никој не кажа дека ќе бидеме. Ете, они има информација таму. Може сакаа да го пласираат тоа како да одекне од таму, да почне како еве го Благој Веселинов, па ние тука после ќе си ја кршевме главата од зид. Кој кажал, како кажал. Така што на крај останавме Фиром, ме представија како Фиром. И среќен сум што не сум зачеток на таа една несреќна епизода од нашето секојдневие македонско. Се изнамачивме со сите овие глупости кои што ни се случуваат 30 години. Мислам секако дека театарот и пишаниот збор, секако дека сите дела се пишувани во некакво политичко живење. Значи, и тие автори живееле, веројатно не течело мет и млеко, како да кажам, но навистина мислам дека имавме многу травматични 30 години транзиција кои што се уште траат. И не знам, сакам да ја видам точката на таа реченица на крај, да се стаи една точка и да завршиме со тоа, да престанеме да си објаснуваме кои сме, што сме, заради тоа што мислам дека јасно ни е кои сме, што сме. Се смејам затоа што за овие 30 години и ти падна косата и ти обеле брадата. И пак почна да ми расте. Тоа го приметив пред некое време, веројатно ќе се смени нешто. Ќе се смени нешто, да се на подобро, на полошо, не знам.
Господ нека не чува. Еден од моите проекти на кој што сум стварно многу горд, кој што никој не го спомнува исто. Мислам, го спомнуваат луѓе, но нема добиено толку сериозна популарност. Е 1000 години светок на светлината, тој е документарен филм кој што го снимав за време на целата пандемија. 2 години бевме во Бигорскиот манастир. Бигорскиот манастир кој што е изграден 1020 година и ние во 2020 година го снимавме. Значи, така тоа е едно, да речам, го доживам тој филм како мое едно духовно зрење. Еден тотално поинаков пат во мојата професија, кој што ми помогна многу да разберам многу работи. Многу едни илузии просто кои што ги имав по прашање на мојата професија си ја добија својата форма преку ова прекрасна наша религија која што за жал многу често во мојата професија се користи подсмев за да се опише тоа како изгледа православието и како изгледаат тие кои што се православни во оваа држава. За мене пак, мислам, еден стварно сериозно емотивен духовен раст ми се деси и сум многу среќен за тој документарен филм кој што, морам да се пофалам, руши рекорди од гледаност на интернет, не гледа целиот свет. Имаме преку 750.000 прегледи за втора година веќе од кога го постиравме. Многу коментари, многу позитивни критики заради темата и тоа што го раскажува самиот филм. Не бевме дел од тој конвенционални класични фестивали филмски, но си го најде местото и на некои фестивали, проекција во Ватикан, така што сум многу среќен тие што го немаат гледано да го погледнат. 1000 години светок на светлината го има на YouTube. Да се вратиме, него докажавме за публиката, за гледачите да знаат за што станува збор за ова Shooting Star фестивалот. Тоа е фестивал каде што се промовираат младите филмски надежи во Европа. Да, тоа секако најдобрите 10 актери во Европа за годината која што поминала. Така. Заради некој филм се одбира. Некој филм, некој од нив има и по повеќе филмови. Прекрасна една манифестација која што ги вреднува. Тебе те одбраја заради? Не ме одбраа заради Исцелител, но таму во самата таа представување они не го споменуваат Исцелител, туку како го кажуваат Исцелител како улога која што се случила, но и други, знаеш, во самиот шоурил, нели, се покажуваат и други улоги кои што сум ги одиграл и нели со надеж да видат што следно ќе дојде од мене. Такво е тоа како едно представување. Многу прекрасно искуство имав таму. На секој еден мој колега му посакувам да може да му се случи. Со Наташа, кога зборувавме за ова, рековме и Наташа беше представник пред некоја година, таа кажа дека после тоа имала можности на неколку странски аудиции да биде, но вика се уште сме во втор план ние од Македонија заради пасошите прво. Треба подолг престој, например, за да можеш, па тоа име на режисерите поголем проблем, отколку да земи некој од Чешка или од не знам, од друга земја, каде што ги нема тие проблеми што се однесува до тој статут решен. Да, по прашање на тоа како ќе правниот момент знае да биде пречка, се согласувам со Наташа. Јас имам агент со кој работам, до сега немаме добиено ниту една улога. Она е Зона Талент, Сараево, Анила Гаевич. Значи, како беше... Ми доаѓа сега оно вулгарното да го кажам. Значи, последната дупка сме на свиралото. За жал, таму сме на крајот и многу тешко се доаѓа до нас, а многу тешко и ние стигаме до нив. Значи секако дека ако некој актер кој што е во Зона Талент, таму сме преку 100 актери од Сараево, е многу поблиску доаѓа и до кастингот, и до улогата, и до филмот.
многу му е поблиску Белград, многу му е поблиску Загреб, многу му е поблиску како говорно подрече, многу му е поблиску како мајндсет, како се едно нешто што може да се, значи сме не обесправени, просто да, за нас треба малку поголем напор, малку повеќе енергија, но ние сме научени да бидеме тие кои што ете на тој начин се бориме.